Вистината пристигна. Паралелките функционираат со еден, двајца или тројца ученици. Состојбата е присутна во најмалку 10 подрачни училишта во регионот, каде има вакви паралелки. Во најголем дел од случаите се работи за паралелки каде годинава нема правачиња, а бројот на ученици кој некогаш не е поголем од тројца, всушност се однесува на комбинирани паралелки од второ до трето или од четврто до пето оделение. Во прво оделение во подрачното училиште село Грдовци има 20 ученици, а се бара согласност за една паралелка. Во село Нивичани, кај што во шесто оделение има само еден ученик. Можно ли е да има паралелка само со еден ученик? Слична е состојбата и идентична и во Пробиштип. Во подрачното училиште во село Ратавица имаме две комбинирани паралелки според Законот за основно образование со ученици од прво до трето и четврто и пето оделение. Од прво до трето е комбинирана паралелка со 3 ученици, четврто и пето се 4 ученици. Според новиот Закон за основно образование, пративме барање за согласно за формирање на паралелки со помал број на ученици до основачот, од кој што веќе имаме добиено позитивно мислење. Во штипските подрачни училишта бројот на ученици се движи од 6 до 13. Говориме за подрачни училишта. Во подрачното училиште во село Чардаклија имаме запишано досега, 4 ученика се во прво оделение, вкупен број на ученици во комбинирана паралелка од прво до пето оделение се 7. Во подрачното училиште во село Почивало имаме запишано, вкупно има 6 ученика, вкупно има 11 ученици. Инаку законски минималната бројка на ученици во една паралелка во основното образование е 20 ученици. Дозволено е формирање на паралелки со помал број на ученици, но за тоа е неопходна одлука на совет. Состојбата со драматичниот пат на ученици е присутна веќе неколку години наназад во сите општини од регионот. Само годинава во прво оделение се запишаа 316 правачиња помалку од планираното, што е еквивалент на дури 11 паралелки.